Средината на 2016 година ќе излеземе со предлог план кој што ќе опфати повеќе улици, кој што на некој начин ќе ги задоволи барањата и потребите на сите оние засегнати граѓани кои што во моментот немаат мир кога е во прашање безбедноста на сообраќајот во мирување. Еве и денес пред детската градинка Детска радост се соочуваме со невиден сообраќајен метеж, така што и овој дел од градот ќе биде опфатен во ново проектираните ситуации. Станува збор конкретно за улиците 24 октомври, дел од Младинска до раскрсницата Кајанска река со кружниот тек и улица Гоце Делчев. Меѓутоа особено значајно ќе биде решавањето на сообраќајниот хаос во пределот околу болницата кој што се однесува на улицата Панче Пешев. Таму во сите можни досега анализи се укажа дека можеби единствено решение ќе биде промена на режимот на сообраќај од двонасочен во еднонасочен. Меѓутоа пак ќе кажам без официјални податоци додека проектантите не излезат и додека истото тоа не го потврди СВР Струмица, не можам конкретно да гарантирам за претходно кажаното. Исто во делот на најголемиот проблем со кој што се соочуваме во делот на паркирањето кај основното општинско училиште Видое Подгорец, тоа се улиците 1 мај и Дебарска. Исто и за таму анализите покажуваат дека би можело да се случи промена на режимот на сообраќај во еднонасочен, меѓутоа пак ќе повторам, ќе оставиме времето да покаже во зависност од проценките на проектантскиот тим. Во делот на Ванчо Китанов, улица Сава Ковачевиќ и улица Јане Сандански, сакаме да воведеме поразличен начин на паркирање. Можеби и за прв пат во градот Струмица официјално ќе го воведеме паркирањето на тротоари, се разбира дозволено. Меѓутоа, се ова што го зборувам досега е во најава, бидејќи досега анализите го покажуваат тоа како возможно. За конкретните решенија ќе почекаме институциите официјално да се изјаснат.